Драги ученици, добре дојдовте во видеонаставата по македонски јазик наменето за ученици од 9-то оделение. За овој час потребно ќе ви биде лист хартија, молив за пишување и сега ќе ве замолам да го запрете видеото за да можете да го обезбедите потребниот материјал. Ако сте подготвени, може да започнеме. Што ќе учиме денес? Денес ќе имаме нова наставна единица, зборовни групи, морфолошка и синтаксичка класификација на зборовите. Цели. Цели за овој час се владењето со поимите и термините од областа на морфологијата, способност за вршење на морфолошка и синтаксичка класификација на зборовите. Учениците да ги воочуваат, разликуваат и идентификуваат менливите и неменливите зборови. Зборовни групи. Имаме шематски преглед. Менливи и неменливи. Менливи зборови се именки, придавки, глаголи, заменки, броеви. Неменливи се прилози, честици, предлози, извици, сврзници. Зборови што можат да ја менуваат формата се именки. Зборовите што означуваат име на суштества и предмети или на нешто што го замислуваме како опредметено се викаат именки. Пример за именки: мост, мостови, мостовите, река, реки, реките. Именките именуваат суштества: маре, пес, мравка, жолтко. Именуваат предмети: молив, клупа, прст, табла. Именуваат појави: снег, дожд, роса, темнина. Именуваат апстрактни поими: идеја, живот, успех. Именуваат називи на дејства: борба, колач, викање. Вие треба да бидете внимателни во поделба на именките. Сопствени именки: Тања, Иван, Прилеп, Македонија. Треба да знаете дека сопствените именки секогаш се пишуваат со голема почетна буква. Општи именки: птица, дете, табла, чешма, облак. Општите именки ги пишуваме со мала почетна буква. Апстрактни именки: жет, тага, радост, немоќ. Конкретни именки: човек, бебе, змија, орел. Кај конкретните именки имаме и поделба со стрелки за бројни именки и небројни именки. Бројни се 3 чамци, неколку книги, 2-3 месеци, а за небројни стока, храна, жито. Збирни именки: свет, оделение, население. За материјални: волна, сребро, шекер. Род, број и определеност кај именките. Во македонскиот јазик именките се разликуваат по 3 рода: машки род, женски род, среден род. 2 броја: еднина, множина. Со категорија определеност се искажува изделување на определени лица, суштества, географски поими, предмети и појави. Заменки. Заменките означуваат и посочуваат суштества, предмети и појави. Пример заменки: овој, оваа, ова, овие и други. Во првиот пример имаме: ова е наша училница. Во вториот пример:
Овој човек го познава. Во третиот пример, овие се темни облаци. Придавки. Што се придавки и дефиниција? Во граматиката, придавка е збор чија главна синтаксичка улога е да ги модифицира именките или заменките, давајќи повеќе информации за именката или заменката. Класичната дефиниција за придавките е дека тие се всушност зборови кои ги означуваат особините на предметите и појавите. Пример: голем, голема, големо, големи, големите. Имаме и градски парк, градска библиотека, градско игралиште и градски објекти. Глаголи. Во еднина: јас одам, ти одиш, тој, та, тоа оди. Во прво лице еднина јас одам е лице кое зборува говорителот. Второ лице еднина ти одиш е лице со кое зборува говорителот и трето лице еднина тој, таа, тоа оди е лице за кое зборува говорителот. Продолжуваме со множинска форма. Множина. Ние читаме, вие читате, тие читаат. За прво лице множина ние читаме, имаме говорителот е група која врши дејство. Вие читате, второ лице множина е говорителот и припишува дејството на групата. И трето лице множина, тие читаат, тој припишува дејство, но е надвор од ситуацијата. Категорија време. Во првиот пример имаме Марте црта портрет. Во вториот Марте нацрта портрет и во третиот Марте ќе црта портрет. Категоријата време го покажува времето на вршење на дејство. Категорија време се определува според моментот на зборувањето и трите основни глаголски времења се сегашно, минато и идно време. За првиот пример, во глаголот црта, велиме дека е во сегашно време. За вториот пример, нацрта е во минатост или минато време. Ќе црта е во идност или идно време. Броеви. Броеви се зборови кои означуваат точно или приближно количество. Македонските броеви се зборови што се користат во македонскиот јазик за искажување количини. Броевите имаат 3 рода: машки, женски и среден род. Можат да се членуваат и се појавуваат во повеќе форми како основни броеви, редни броеви, колективни броеви и мултипликативни броеви. Членувањето на броевите зависи од родот на именката. Пример за броеви имаме еден, една, едно, две, два, двата и други. Приближна вредност. Приближна бројност. Броевите со кои се искажува бројност се образуваат на два начина. Со тире, со поврзување на два последователни броја, пример 3, 4. Со наставката ина, десетина, стотина, редни броеви. Редните броеви се формираат во зависност од родот на бројот, но најчесто се додаваат наставките ти, та и то. Исклучок
На ова правило се редните броеви изведено од броевите 1, 2 и 3. Ако основниот број завршува на буквата Т и се додаде наставката ти, та, то, тогаш буквата Т се дуплира. Пети, пета, пето. Пети, пета, пето. Значи, буквата Т се дуплира. Кај некои редни броеви се кратат основните броеви за полесен изговор, како например 7 и 8. Бројни форми за лица. Бројни форми за лица од машки род се образуваат од прости броеви. Во првиот пример имаме 5 ученика читаа лектира. Во вториот пример 3 играчи беа казнети. Во македонскиот литературен јазик се користат посебни форми кога има определена бројност на лица од машки род. Зборовите што ја менуваат својата форма по род, број, лице или време се викаат менливи зборови, а зборовите кои не ја менуваат својата форма се викаат неменливи зборови. Поделбата на зборовите на менливи и неменливи зборови се вика морфолошка класификација на зборовите. Освен морфолошка, постои и синтаксичка класификација на зборовите. Ова класификација подразбира групирање на зборовите според нивното значење, односно според службата што ја вршат во состав на реченицата. Да повторуваме заедно што се менливи, а што се неменливи зборови. Зборовите што ја менуваат својата форма по род, број, лице или време се викаат менливи зборови, а зборовите кои не ја менуваат својата форма се викаат неменливи зборови. Зборовите што не ја менуваат формата се прилози каде, како, горе, долу, блиску, далеку, овде, таму. Например, горе не можеш да ги оставиш твоите работи. Продолжуваме со предлози. Се употребуваат зборовите на, до, од, со, под, над, зад, без. Например, книгата е на масата. Именски зборови. Сврзници и, а, ама, но, бидејќи, за, да, туку, значи. Например, јас и ти ќе одиме кај него. Извици еј, бре, и, а, оф, плас, бум, трас, леле. Например, оф, многу силно ме удри. Честици и последни, ќе, зар, нели, дали, ли, барем, токму, еве, ете. Например, ете и тоа се случи. Провери го своето знаење. Вие сега пред себе имате хартија и ве молам да го напишете ова прашање. Кои се зборовните групи? А. Глаголски и именски. Б. Време и број. В. Менливи и неменливи. Вие треба да размислувате и да го напишете кој е точниот одговор. Следната задача за вас е да извршите морфолошка и синтаксичка класификација на зборовите во следните стихови. Задачата е во страна 16 во учебникот за 9-то оделение. Ви благодарам за вниманието. Се надевам дека ова нема да ни биде последна лекција. Ке имаме и уште многу лекции што ќе бидат во ваша корист.